Со доаѓањето на новото раководство, предводено од градоначалникот Стефан Богоев, општина Карпош презентира свежи идеи, кои како финални проекти ќе дадат голем придонес во подобрувањето на квалитетот на животот во оваа скопска општина. Финансиски ослабениот буџет нема да биде причина и оправдување за пасивно работење на општинската власт. Проектите планирани за 2018 година ќе се реализираат непречено, но со финансирање подпомогнато од европски и светски фондови. Како дел од капиталните проекти ќе ги споменеме активностите околу изградбата и реконструкцијата на неколку детски градинки, нови спортски терени и детски забавни паркови. Буџетот за 2018 година, кој што го донесе Советот на општина Карпош, ние на некој начин го нарековме стабилизацијски буџет, односно тоа е буџет кој што е насочен стрикно кон најнужните потреби на граѓаните на општина Карпош. Знаете како во тешка финансиска состојба е општината и затоа моравме прецизно, заедно со стручните служби на собранието, да ги детектираме клучните проблеми на граѓаните и клучните потреби на граѓаните на општина Карпош и токму на тие да се насочиме. Јас се надевам дека со еден ваков буџет најпрво ќе ги решиме дел од горливите проблеми на карпошани, а потоа секако, односно тоа би рекол и приоритет на овој буџет, малку да се стабилизира финансиската состојба во општината, за да може па во наредните 3 години да имаме уште посериозна офанзива во разубавување и подсредување дополнително на општината. Се реорганизираме на некој начин и сме во фаза на формирање на оделение во општината, кое што ќе има за задача да ги следи и да аплицира за странски проекти, односно проекти од кои што може општина Карпош да добие дополнително финансирање. Дали е тоа во вид на поволни кредити, дали е тоа во вид на грантови од Светска банка, од Европска банка за обнова и развој и слично, односно максимално да може да ги заштедиме парите на карпошани, а сепак тоа да не значи дека нема да има инвестиција во нови проекти кои што треба да ги решат нивните проблеми и да ја разубават општината. Па така еве се трудиме и бараме начин една од градинките која што треба да се реконструира оваа година да биде финансирана дополнително и преку проект со Светска банка, а Светска банка исто така и ни става на располагање поволни кредити со навистина ниски каматни стапки и со поголем грејс период на отплаќање кои што се однесуваат на инфраструктурните проекти, односно на изградба на нови улици, атмосферски канализации, тротоари и слично. Пролетниот период општина Карпош ќе го искористи за да направи, како што вели Богоев, зелена офанзива на цела територија на општината, при што ќе бидат реставрирани запуштените мини паркови во состав на урбаните заедници, а ќе се зголеми и бројот на комунални редари. Општината исто така планира да обезбеди и дополнителен простор за рекреација на граѓаните. За таа цел планирана е изградба на нов парк во Карпош 4, а планирано е и асфалтирање или поплочување на земјените паркиралишта, како и изградба на повеќе екомонтажни платформи во повеќе населби низ општината. И во изминатиот период, општина Карпош со запирање на градижните активности на нејзина територија, како и со апел за пријавување на загадувачи, се справуваше со загадувањето на воздухот. Веќе постоечки предвидени по деталниот урбанистички план или по генералниот урбанистички план зелени површини, кои за жал не се одржавани и се оставени така запуштени. Планираме целосна нивна реставрација, односно целосно нивно оплеменување со дополнително зеленило и урбана опрема, за да може граѓаните да уживаат во тоа зеленило. А напролет планираме и голема, јас би ја нарекол зелена офанзива, односно раззеленување на општината, меѓутоа не само на одредени делови или потези од општината, пример да речеме подолж на Илинденска да се посадат дрвореди, тоа е добро и тоа ќе продолжи, меѓутоа раззеленување внатре во населбите, односно на микрониво. А кога сме кај екологијата и кога сме кај здравата животна средина, нели тоа не подразбира само зачувување и надградување на зеленилото, тоа на еден начин ја опфаќа и хигиената во општината. Хигиената планираме секако да и се посветиме од неколку аспекти. Првите два се превентивни,
а третиот е нели акутен кога имаме проблем со хигиената во општината. Односно првите два се однесуваат на раззеленување на овие запуштени делови кои што ги кажав, како и асфалтирање или поплочување на одредени земјени паркинзи кои што се предвидени во плановите како паркинзи, граѓаните ги користат како паркинзи, а тие се во прашина или во кал. Кога овие паркинзи ќе се санираат, ќе се асфалтираат или поплочат, кога овие тревници запуштени ќе се оплеменат, ќе се посадат со дополнително зеленило, ние ќе го превенираме создавањето на дополнителни ѓубришта и прашини во општината. И третиот аспект од кој што ќе условно кажано ќе нападнеме хигиената во општината е со зголемување на бројот на луѓе кои што ја одржуваат хигиената во општината и дополнително размислуваме за зголемување на бројот на комунални редари и комунални инспектори во општината. Грижата за најмладите, општина Карапош, судејќи по најавените проекти, ја става на прво место. Доказ за тоа е и донацијата на прочистувачи на воздух за детските градинки. Како и реализацијата на бесплатни офталмолошки прегледи, со цел на времено откривање на проблемите со видот кај најмладите. Односно, учениците од прво до трето одделение во соработка со Lions Club Македонија и USAID. Во наредниот период се очекува изградба на нови градинки во Тафталиџе 1 и Бардовци, со што ќе се подобрат условите за престој на децата и за работа на негователките. Реконструкција на спортската сала во основното училиште Димо Хаџидимов, која ќе овозможи подобри услови за развој, но и за одржување на општинските спортски лиги во Карпош, како и рестартирање на еден од најпознатите спортски брендови на Карпош, турнирот Сокол, и реконструкција на игралиштето во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош, изградба на затворен училишен базен, како и успособување на спортскиот центар Лепенец во Бардовци. Секако овде е и грижата за најмладите карпошани, односно за дечињата кои што одат во градинка. Почнуваме овие денови со реконструкција на градинката Мајски цвет во Тафталиџе 2, а дополнително се надевам што побрзо на пролет ќе почнеме и со целосна реконструкција, односно изградба на нови делови на градинката Мајски цвет во Тафталиџе 1. Во тек во моментов е и изградба на сосема нова градинка во Бардовци, така да ова се едни од клучните приоритети на кои што ги насочуваме парите на карпошани со овој буџет за оваа 2018 година. Онаму каде што планираме зелени скверови, секако тие ќе бидат во одреден дел придружени и со детски паркови. Нормално, залудно ние го разубавуваме просторот ако најмладите, најмилите на сите немаат каде да играат и да спортуваат или да се дружат и да се рекреираат. Покрај тоа, во таа насока исто така разгледуваме, односно го буџетиравме тоа и е влезено во програма за оваа година, целосна реконструкција на игралиштето Сокол во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош и враќање на турнирот Сокол, по кој што Карпош беше долги години познат низ цела Република Македонија, и дополнително целосна реставрација и враќање во функција на спортскиот центар Лепенец во Бардовци, односно реконструкција на постоечкото игралиште за мал фудбал, за кошарка, како и за тревното игралиште за фудбал и изградба на трибини и соблекувални за да може да ги користат секако најмладите кои што сакаат да спортуваат. А во фаза сме и на неколку идеи, односно проекти и решенија кои што се разгледуваат и за училишниот двор на основното училиште Лазо Трповски, кој што има еден поголем дел од училишниот двор кој е запуштен и неискористен, и тој да се реставрира и да се стави во функција, особено за најмладите, да може да се рекреираат, да спортуваат и да се дружат. А дополнително бараме и локација и веќе сме во некоја напредна фаза, односно се мислиме, во дилема сме помеѓу две локации за изградба на затворен училишен базен оваа година заедно со Агенцијата за спорт и млади. Кога сум кај Агенцијата за спорт и млади, кон крајот на овој месец очекувам и да биде отворена првата фитнес зона која што заедно со нив ја правиме на територија на општина Карпош. Таа ќе се наоѓа во Карпош 4 покрај Партизанска и таа не е обична фитнес зона. Таа е фитнес зона опремена со најсовремени модерни справи, ќе бидат 8 справи, секоја справа има повеќе функции, односно можат да ја користат
повеќе граѓани во исто време. Социјалната заштита е една од посилните компоненти во општина Карпош, во која се опфатени лицата со посебни потреби, пензионерите и социјално загрозените. Практиките кои во минатото ги воведе претходниот градоначалник на општина Карпош продолжуваат и во иднина, потврдува Богоев, нагласувајќи дека никогаш нема да дозволи да страдаат неговите сограѓани поради партиски препукувања. Па така, по повод Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, а под мотото «Трансформација кон одржливо и еластично општество за сите», општина Карпош по 7ми пат додели еднократна парична помош од 4000 денари на 120 граѓани, лица со попреченост кои живеат на територијата на општина Карпош. Исто така во рамки на акцијата «Да бидеме хумани за нашите соседи», која се одржа по 22 пат на 10 пункта низ општината, пред поголемите маркети беше собрана значителна количина на прехранбени производи, производи за лична хигиена и средства за чистење, пошто истите им беа предадени на лицата кои што се наоѓаат во социјален ризик. Сите проекти кои што се за добробит на граѓаните си продолжуваат. Знаете како, може да критикувате што правил претходникот, претходната гарнитура и слично, меѓутоа, она што е добро сработено, нормално си продолжува. Тука би ја издвоили социјалната заштита, односно продолжуваме со еднократната парична помош за социјално ранливи категории. Тоа е нешто што не ни е обврска по закон, тоа е обврска на Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа го продолжуваме како пракса која добро се покажала во минатото. Дополнително еве прв пат го кажувам ова јавно да знаат граѓаните, заедно со Министерството за труд и социјална политика отвараме и канцеларија на Министерството подрачна тука во Карпош, каде што граѓаните ќе може да ги доставуваат своите барања, односно ги доближуваме и централните институции заедно со општината до граѓаните. И дополнително продолжуваат сите оние хуманитарни активности кои што општина Карпош ги правела и во минатото, дали е тоа по повод одбележување денови на општината каде што се прибираат прехранбени продукти за социјално ранливите категории, дали е тоа во некои други прилики, меѓутоа и јас и општинското раководство и службите настојуваме по секој повод по кој што општината Карпош ќе организира некаков настан, тој да добива и хуманитарен карактер. Дали е тоа Сокол турнир фудбалски, дали е тоа денови на општината, дали е тоа Карпошово лето, во сите овие да се најде некаков модел, да се приберат средства, дали се тоа финансиски, дали се тоа материјални, кои што ќе одат за оние граѓани кои што се од ранливи категории. Тука планирам секако покрај општината со своите капацитети да ги анимира граѓаните, секако планирам и да ги анимираме општествено одговорните компании кои што верувам дека ги има во голем број во Карпош и тие да се вклучат во вакви активности. Идеите и предлозите на карпошани се од голема важност за општината, вели Богоев, и потенцира дека преку урбаните заедници редовно е во тек собарањата на неговите сограѓани, кои што и досега, но и во иднина, ќе се труди да ги реализира. Покрај средби со граѓаните, неисоставен дел од планирањето на проектите се и граѓанските здруженија. Богоев неудамна оствари работна средба со представници од неформалната група на Точак, на која напомена дека општина Карпош од 2018 година започнува со субвенционирање при купувањето на велосипеди, со цел масовно користење на ова превозно средство од страна на граѓаните. Индивидуално граѓаните секојдневно се обраќаат до нас. Значи, дали доаѓаат овде на средба во општината, дали во урбаните заедници, дали се среќаваат со советниците, дали не контактираат преку социјалните мрежи или телефонски, континуирано сме во контакт со граѓаните индивидуално и лично, и токму од тука произлезе потребата да направиме една поголема стратегија за решавање на проблемот со нехигиена во општината, бидејќи токму за тоа се доминантно поплаките од граѓаните. Карпош е сепак долги години урбанизирана и урбана општина, граѓаните се нормално сега насочени кон тоа да им се одржува чиста и зелена општината. А што се однесува до граѓани не на индивидуално, туку на некаков начин колективно ниво, дали е тоа артикулирано преку учество на граѓаните во невладини организации, граѓански неформални групи и слично, имавме со такви групи веќе контакт при изработката на буџетот. Можем тука да ги издвојам
пензионерите, можам да ги издвоам тука од коалицијата за чист воздух, која исто така учествуваше во делот од буџетот кој се однесува на животната средина, нејзино заштита и унапредување. И тука би ги издвоил секако и неформалната граѓанска група на Точак, со кои што разговаравме при буџетирањето, каде можеме да направиме дополнителни велосипедски патеки, покрај задржување на здравиот дух кај граѓаните, тоа влие и на заштита на животната средина, а секако разговаравме и во континуитет разговараме и со Националниот младински совет. Тоа е една чадор организација која обединува преку 60 младински организации, дали се тоа невладини, неформални граѓански групи, дали се тоа политички подмладоци. Со нив разговараме на темата за формирање на локален младински совет и локална младинска стратегија која што ќе биде звезда водилка на тој локален младински совет. Не е поентата само да го избереме младинскиот совет, туку и тој да има прецизна насока каде ќе работи. Со нив работиме и некои проекти, така да граѓаните и индивидуално се секојдневно вклучени во креирањето на политиките и приоритетите на општината, а вклучени се и колективно преку ставовите изразени на неформални граѓански групи, невладини организации или сојузи како што е Националниот младински сојуз.